Dragi učenici, zdravo! Se vikam Radmila Mančevska i psiholog sum, istovremeno profesor po psihologija po Srednjoto opštinsko učilište Vovinica. Za ovoj čas imame nastavna jedinica pod naslov Podračja primjena na psihologijata. Ova nastavna jedinica kja razrabotime preko iznaogjanje na odgovor na slednjive prašanja. Kade naogjat primjena naučните сознания od областа на психологијата, какво влијание има примената на тие сознанија врз секојдневниот живот и што можеме да заклучиме и кое е значењето на примената на психолошките сознанија. Најнапред ќе кажеме кои се тие две главни полиња на проучување на психологијата врз основа на одредени цели кои што ги поставуваат. Значи, тие се поделени на теоретски или базични психолошки дисциплини и применити, односно апликативни психолошки дисциплини. Теоретските или базичните психолошки дисциплини се фокусираат на истражување на основните факти за психичкиот живот, доживувањето и однесувањето, поврзани со принципите и законитостите на јавување на одредени психички појави. Целта на овие теоретски или базични психолошки дисциплини е да ја најде таа поврзаност, да ја најде законитоста на јавувањето на тие психички појави, без да води сметка дали овие сознанија може да се применат во секојдневниот живот или не. Но честопати овие сознанија се користат како база за истражување на применетите или апликативни психолошки дисциплини. Тоа значи дека тие применетите или апликативни психолошки дисциплини се фокусираат кон проучување на можностите за примена на психолошките сознанија во секојдневниот живот, а главната цел е пред се подобрување на квалитетот на човековото живење. Од теоретските психолошки дисциплини ќе се запознаеме со општата психологија, чија што цел на проучување е основните психички процеси на јавување, поврзаноста и законитоста на нивното јавување, како што се учењето, помнењето, перцепцијата, мотивацијата и така натаму. Развојната психологија пак се занимава со проучување на факторите за развој на личноста, законитоста на нивното јавување, значи одраѓањето на личноста до крајот на животот. Социјалната психологија се занимава со проучување на поврзаност и влијанието на социјалните фактори врз психичкиот развој на личноста. Психологијата на личноста ја гледа личноста како една целина и поврзаноста на нејзините особини и карактеристики во рамките на таа целина и меѓусебно влијание. Психопатологијата се занимава со проучување на патолошките појави на психичкиот живот, одредени психички пореметувања кои што се јавуваат. Психофизиологијата на поврзаноста помеѓу физиолошките процеси и психичките процеси и нивната меѓусебна условеност, и психометријата ја проучува можноста од мерење на психичките особини и карактеристики и конструирање на одредени тестови за истите. Како главни полиња на примена на апликативната психологија се полето на или областа од едукација, каде што ја среќаваме педагошката или училишна психологија, друга област е здравјето, каде што ги среќаваме клиничката психологија, здравствената психологија, советодавната психологија и менталната хигиена. Во областа на бизнисот ја среќаваме индустриската и организацијска психологија, психологија на човечкиот фактор или ергономија и медиумската психологија. Многи полиња на примења каде што можеме да ја сретнеме психологијата, тоа е судската или законска психологија, војната психологија, спортската психологија, сообраќајната психологија и еколошката психологија. За сите нив накратко ќе кажеме по нешто. Педагошката или училишна психологија, која што ви е многу блиска и ви е позната од
дневниот живот, се занимава со проучување на прашања кои што се поврзани со воспитно-образовниот процес, односно ја проучува ефикасноста и квалитетот на учењето, каква е мотивацијата на учениците за учење, редовноста на учениците, кои се тие фактори кои што влијаат врз редовноста, но исто така се занимава и со дијагностицирање и третман на проблеми во однесувањето и учењето на учениците. И често пати училишните психолози се среќаваат како советници не само за учениците, туку и за нивните родители, а учествувајќи при развој на одредени планови за професионален развој на наставниците, се среќаваат во улога на советувачи и креатори во однос на овие планови. Понатаму во областа на здравството кажавме дека е менталната хигиена, клиничката психологија и советодавната психологија. Менталната хигиена се занимава со превенција пред се на менталното здравје. Значи, користење на одредени методи и техники со кои што може да се превенира, да се зачува психичката благосостојба на личноста без разлика во која област станува збор. Клиничката пак психологија има своја примена во насока на дијагностицирање и третирање на психичките пореметувања. Главни методи кои што се користат се проценката и психотерапијата. Значи, клиничката психологија пред се занимава со проучување на тоа кои се тие психички пореметувања и расстройства и начинот, превенцијата и лекувањето на тие психички расстройства. Советодавната психологија пак фокусира на повеќе кон секојдневното живење. Значи, третирање на проблеми кои што се поврзани со секојдневното живење. Дали тоа станува збор за брачни, семејни, училишни или проблеми во кариерата. Може да стане збор и за одредени развојни проблеми, проблеми кои што се поврзани со комуникација и така натаму. Здравствената психологија пак ги проучува поврзаноста на биолошките фактори, однесувањето и социјалниот контекст и како тие влијаат врз здравјето и болестите. Тоа значи дека тие се фокусирани не само за превенција на здравјето кај луѓето, каде што имаат во голем степен допирна точка со менталната хигиена, туку пред се фокусирани во насока на помош и подршка на одредени болнички третмани и лекување при одредени болести. Значи, здравствените психолози можеме да ги сретнеме и во болниците, но и надвор од болниците. Едно големо прашање кое што или проблем кој што се поставува пред здравствените психолози во овој период на пандемија со COVID-19 е како и кои се тие начини и техники со кои што може да се применат за да се зачува психофизичкото здравје на населението. Областа на бизнисот, тука е индустријската и организацијска психологија, која што се фокусира на психологијата на работна сила, клиентите и потрошувачите. Значи, анализа на работно место, се занимава со професионална селекција на кандидати при вработување, се занимава со проучување на факторите кои што може да влијаат врз намалување на ефикасноста на работната сила, се занимава со проучување на фактори во однос на намалување на стресот при работно место, задоволството при работа и така натаму. Медиумската психологија се фокусира на интеракција на човекот и неговата поврзаност со медиумите и технологијата, односно на кој начин одредена медиум, мас медиум или одредена технологија може да влијае врз однесувањето на личноста
и воопшто врз психичкото здравје на личноста. Како одредени медиумски содржини, без разлика дали се филмови, реклами, видеоигри, можат да влијаат врз психичкото здравје и врз однесувањето на личноста. Значи, тоа е предмет на проучување на медиумските психолози, кои што често пати влегуваат во процесите на дизајнирање на одредени реклами и успешноста на самите реклами. Здравствената психологија при работа настанува како спој помеѓу здравствената психологија и индустријската и организацијска психологија, и таа се фокусира на идентификување на психосоцијалните карактеристики на работните места кои создаваат проблеми поврзани со здравјето кај луѓето кои работат. Пред се кои се тие фактори кои што влијаат врз психофизичкото здравје, како работното место влијае. Тие ги испитуваат работните перформанси на луѓето на вработените на одредено работно место и нивната прилагоденост на работното место, слично како индустријската и организацијска психологија, меѓутоа пред се фокусирани на здравјето, се трудат да ги отстранат сите форми на мобинг и насилство и сите фактори кои што влијаат врз јавување на стрес кај вработените. Следни области е психологијата на човечки фактори и ергономија, која што ги проучува когнитивните и психолошките процеси кои што влијаат врз нашата интеракција со алатките, машините и предметите во околината, односно на кој начин човекот ги користи тие алатки, во колка степен тие алати и технологија влијаат врз психофизичкото здравје, односно како се прилагодени. Целта на нив е да при конструирањето на одредена технологија ги имаат во предвид ограничувањата на човечкиот организам и имаат во предвид можноста од спречување и намалување на стресот при користење или употреба на таа технологија. Сообраќајната психологија ја разгледува пак врската меѓу психолошките процеси и сознанија и вистинското однесување на учесниците во самиот сообраќај, односно ги проучува факторите кои што влијаат врз намалување на безбедноста во сообраќајот, како одредени прописи сообраќајни влијаат врз самата безбедност, односно културата на сообраќајот во колка степен е развиена кај сообраќајните корисници. Значи, при анализа на одредени сообраќајни несреќи проучуваат во колка степен човечкиот фактор имал влијание за тоа или пак може би одредени технолошки и технички карактеристики биле причина за јавувањето на одредени несреќи. Спортската психологија се занимава со проучување на психолошките и менталните фактори кои што влијаат врз перформансите во спортот. Тоа значи дека спортските психолози се занимаваат со развивање на вештини кај спортистите за успешно менаџирање со сопствените емоции, со цел постигнување на поголеми ефекти. Исто така се занимаваат со проучување и намалување на ефектите од одредени повреди или пак од постигнување на ниски резултати или неуспех при одредени спортски постигнување на одредени спортски резултати. Значи дека спортските психолози користат повеќе техники како што се медитација, како што е релаксација, техники на позитивен разговор со себе и така натаму, со кои што се обидуваат да ги изголемат психолошките потенцијали, а со тоа и можноста од постигнување на поголем успех. Дисциплини се воената психологија, еколошката или амбиентална психологија и судската и законодавна психологија. Воената психологија ги истражува
перформансите на војниците, кој е тој психолошки профил кој што е адекватен да влезе во одредена воена формација, ги истражува влијанието на воените интервенции врз психичкиот живот на војниците и можноста од кои се тие услови кои што влијаат врз ефикасноста на војниците и нивното зачувување на нивното здравје. Еколошката или амбиентална психологија пред се ја проучува поврзаноста и влијанието на човекот со околината, како одредена околина, да кажеме дали е тоа пренаселеност, бучава, гужва, загаденост, влијае врз психичкото здравје на личноста, како да кажеме одредени објекти како што се училиштата влијаат врз ефикасното учење и така натаму. Значи во голем степен целта на еколошката или амбиентална психологија е да ги проучи факторите на влијание на околината и да ги прилагоди спрема потребите на човекот. Судската и законодавната психологија ја проучува поврзаноста на правните регулативи и ситуации со менталните процеси и однесување на личноста. Ги проучува факторите на влијание во затворите, творите, проучува што е тоа што може да влијае врз давањето на лажни искази на одредени сведоци. Често пати судските психолози се јавуваат како вештаци во одредени истражни и судски постапки. Можеме да заклучиме за на крај, после толку информации и набројувања, можеме да заклучиме дека нема област каде што е човекот, а да не се користат психолошките сознанија, дека психологијата е застапена во сите сфери на човековото живење, дека примената на психолошките сознанија во голем степен го прави животот на човекот полесен, поуспешен и поефикасен. Тоа е всушност и крајот на оваа наставна единица и покрај тоа што е обременета со голем број на информации, јас ви благодарам на вниманието и се гледаме до наредно видување. Пријатно!